Почитувани, економските политики на оваа влада ја носат државата кон сиромаштија, додека стандардот на граѓаните почнува забрзано да се влошува. Цените во Македонија неконтролирано продолжуваат да растат, основните производи за прехрана владата не ги контролира и животот станува се поскап. За еден месец, за 629 денари се зголемиле минималните месечни трошоци на граѓаните во август во споредба со јули. Граѓаните се жалат на се поскапиот живот, а Мицкоски само апелира до бизнисмените да ги намалат цените. Кога беа во опозиција, беа гласни и ги критикуваа мерките на СДСМ, со кои ги штитевме стандардот на граѓаните, ги намалувавме цените и се боревме секој дневно со инфлацијата. Денес, во удобните фотели, во владата, мува не ги лази и целосно заборавија на народот. Дополнително, додека потрошувачката кошничка расте, владата на Мицкоски ги скрати парите со ребалансот и владата не дава пари за поголема минимална плата. Не дава пари ниту за зголемување на платите во образованието, но и во сите други сектори. Работниците се маргинализирани и заборавени, соочени со високи цени и замрзнати плати. Наместо да ги замрзне цените, Мицкоски ги замрзна платите. Владите во регионот спроведуваат низа на мерки за да им помогнат на граѓаните. Владата на Србија спроведува акција Подобри цени со поевтинување на над 700 производи. Црногорската влада пак исто така презема мерки, ги ограничи маржите во трговијата на големо и мало за повеќе прехранбени и хигиенски производи. Нашите граѓани веќе одат во Врање да купуваат храна, а дома можат да купат само моливи и тетратки по поевтина цена, мерка која е крајно задоцнета. СДСМ бара владата на Мицкоски да ги напушти погрешните економски политики и итно да изготви нов сет мерки. Итно да ја ревидира сопствената економска политика која забрзано ги носи граѓаните кон сиромаштија. Владата на СДСМ во изминатиот период реализираше голем број мерки за поддршка на стандардот на граѓаните и обезбедуваше пари кои значително им помагаа на граѓаните. Ако не ги прекине овие погрешни политики, ДПМНЕ ќе доведе до сиромаштија, влошување на животниот стандард на граѓаните и зголемување на социјалните разлики. Ви благодарам.